civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Насловот на денешната средба или панел дискусија е одговорноста, етиката и професионализмот наспроти лажните вести, дезинформациите и говорот на омразата. Ова е една тема која е секако многу широка и која е комплексна и длабоко навлегува во модерните текови на општествените процеси, настани и која не се однесува само на медиумите. Меѓутоа, од друга страна, медиумите се токму оној почетен и завршен дел од јавноста, од она што подразбира секојдневно информирање, меѓутоа и креирање на јавното мислење. Воедно, сите категории кои се спомнати во овој наслов подразбираат во праксата и на некој начин политичко оружје, со кое се служат бизнис, политички, криминални и други структури во општеството, во државите, и кои сето тоа што е една позитивна пракса, една придобивка цивилизацијска за општествата, за јавноста и така натаму, ја можат да ја злоупотребат и да ја употребат за своји цели, за остварување на своји цели, кои не секогаш се во согласност со цивилизацијските, со европските вредности, не секогаш се во согласност со законите, а многу често се во тотална спротивност со тоа што ние подразбираме под морал и етика. Професионализмот често пати сам по себе не значи ништо ако тој не е придружен со одговорност и со етика, со почитување на етичките норми и стандарди. Овде на оваа маса ќе ја представам прво мојата колешка и другарка Билјана Јордановска од Цивил, а освен нас двајца што сме од таа организација, се и тројца представници на тешката категорија ветерани во медиумите, ветерани во новинарството, луѓе кои секојдневно во својот работен век учествувале во креирање на јавното мислење, меѓутоа биле и носители на информацијата, на тоа што подразбира еден сериозен настан, еден процес и се што се случува во политиката, во економијата, во општеството и државата воопшто. Со во овој би сакал да ги поздравам Зоран Иванов од таа страна, потоа Војо Маневски и Иван Бојаджиски. Имаме прилика да поразговараме со овие представници на осмата сила, како што се нарекува, и јас би сакал прво во првиот круг да излеземе со една кратка констатација како ја гледаат тие врската или можеби судирот, како што и во самиот наслов на темата се сугерира версус. Значи, од едната страна ги имаме одговорноста, етиката и професионализмот, од другата страна ги имаме лажните вести, говорот на омразата и дезинформации. Прво, да ве поздравам сите овде и му благодарам на мојот пријател Џабир, а кога прво почнувам да зборувам, а од лево и од десна страна со почитување на дамата, седат бардови на новинарството, некако ги прескокнувам овие нивоата, но ајде ќе се обидам да ја, така да кажам, да во некои своји согледувања на судирот во општеството. Пред да започнам, во глава ми е еден мој разговор минатата година во јуни со последниот голем филозоф на Европа, Јурген Хабермас, и успеав да дојдам до него како новинар на некои 10 минути, па ме оставија 20 минути. Го прашав како отприлика вие денес, со 92 години и еден од, ако не и најголем филозоф на светот и авторитет, ја согледувате денешнината. Вели како и секогаш, како борба меѓу
темното и светлото, како доброто и лошото, како двата пола во историјата на човештвото. И бидејќи тој е славенофил, љубител на јазиците на словенските народи, вели, мене ме интересираше една друга работа, колку вие вашиот јазик си го употребувате за да го одржите, зашто тоа е многу важна работа. А ќе имате напади секогаш. И така, помалку разговаравме околу денешнината, а мојот заклучок е дека слободата се освојува. Примитивизмот и слободата на кажување без одговорност е агресивна. Тоа го имате преку социјалните мрежи. Секој кој има одредена можност да пласира мислење, не зборам овде за тоа дали ќе употребува култивиран јазик или нема да употребува, но нема доза на одговорност. Јас се извинувам за мојата споредба, од моите години ми покажува дека имаше некогаш и јавни вецења, а на нив влегуваше кој му има потреба, а на зидовите имаше шкрабаници колку сакаш. Од прилика, да не навредам никој, ама употребата на социјалните мрежи ми личи на тоа. Нашкрабам нешто и си отидам. Одговорноста е никаква, посебно кога имаш и скриени профили и технолошка можност да не бидеш идентификуван според она босанската изрека засвири, па за појас задини, за другите да видат што свириш. Тоа, знам дека ова го минале моите постари колеги, долги години, и борбата помеѓу лагата, не треба да употребуваме, барем јас така мислам, фейк ньюс, вам ви е тоа разбирлив од новите генерации како термин, но меѓу лагата и вистината нема треба да биде да се дозволи вистината да се повлече. Како таа може да се одбрани? Тешко, затоа што вистината има правила, а правилата се за да се почитуваат и за да се достигне до еден стадиум каде што нешто се верификува како вистина. Лагата е како и димот, како и нешто што нема облик. Таа само навредува, напаѓа, на некој начин дезавуира професионалноста, на крајот општеството во целина има губиток. Затоа што професионалците сами по себе се елита и се многу помалку од другите кои ги користат сите форми. Во новинарството тоа е евидентно затоа што се изгуби таа граница кога е човек новинар, а кога е пренесувач на вести или покажува нешто дека има некаков заклучок. Повторно да се вратам на некој од големите филозофи или писатели, Киш едно време велеше, немој да ми кажуваш дека имаш став. Може и да ти верувам, затоа што тоа може да биде краткорочен заклучок на твоите мисловни активности, но кога ќе ми кажеш дека имаш мислење, јас веднаш се замислувам. Мислењето е процес на судирање на факти, низината споредување на фактите со логичност, со контекст, на место поставени и на крајот со одговорност. А ставот може да го каже барем денес секој и не мора да биде ниту вистинит, ниту одговорен. Она што, за да не должам премногу на почетокот, она што е денес, како велите вие помладите, мајндсет или преовладувачко мислење е дека не само секој може да каже, него сето влегува во дозата на етика. Ако толку може да се растигне од Платон па нааму терминот етика, омразата станува дел од етиката. Отворите социјални мрежи и мисли дека кажувајќи тоа што овој момент му паднало на памет под разни негови лични импресии, дека тоа е веќе и одговорност, дека тоа е етика. Не, луѓе. Етиката е систем на норми на кој што им припаѓа на сите и кој е превладувачки култивиран модел. Ние во Македонија имаме уште еден проблем, тоа станува и културолошко рамниште или рамка, како сакате, начин на однесување. Пред 2 дена не зборував за ова, дали не е начин на однесување на одговорност ако застанете пред Стопанска банка овде, моите постари сограѓани земаат пензија и 90% од нив носи маски. 5 мина, 6 мина, помлади сограѓани 10, никој не носи маски. Значи, зборуваме за одговорност. Ева ова што е во овој момент и најактуелно. Не носат маски зашто тие се и отпорни, нели? Нивниот организм има поголем имунитет, ама мора да дојдеш дома
и да се грижиш или да се сретнеш со своите постари. Го пренесеш вирусот и настанува болеста. Ова е една резка граница каде што одговорноста на поединецот расте како одговорност на нацијата. Ние знаеме како новинари, а посебно филозофите, социолозите зборуваат за колективна одговорност, колективно рамниште. Не верувам дека во денешната достапност на податоци, бидејќи ние овде, ги познавам моите соговорници овде, имат прочитано енциклопедиски должини на книги. Но тоа е нашиот начин на прибирање на знаење, на обогатување на речникот, додека новите генерации имаат клик за да дојдат до квантумот на знаење. Сега овде се разликува како тоа се користи. Да не ги критикувам многу помладите генерации, сакам само да го опишам времето во кое што живееме. Меѓу професионализмот и аматеризмот, или иста е разликата помеѓу одговорноста и неодговорноста. Професионализмот сам по себе, за да биде тоа, мора да биде наука, а науката е синтетизирано искуство. Најдобрите делови од искуството, најодржани, оние кои се проверени во јавноста, се проверени во живот, дале некакви резултати. И ако се дозволи и понатаму а не знам како ќе може да се спречи, да се дозволи да лагата биде поголема од вистината, а да биде делумното знаење, кое ова го слушнав од господинот Зоран, тој на емисија рече дека не е проблем ако се креира лажни вести. Многу поголем проблем е кога делумно вистините вести се креираат како вистина. Тогаш лагата е двојна. Ниту е вистината вистина, а лагата добива форма на вистина, а таа си останува лага. Во ред, јас ќе започнам со една поинаква филозофија на животот, а тоа се избори и медиуми. И кога зборуваме за лажни вести и што е лага, што е вистина, доволно е да почнеме од изборните програми и она што доаѓа како резултат потоа во наредниот мандат што ќе го имаат избраниците, оние народните избраници за кои што ние гласаме и излегуваме на избори. Зошто тргнувам од таму? Затоа што пред се како цивил, како организација за човекови права и слободи, во 2008 година па наваму е позната по изборното наблюдување, значи мониторингот на изборните процеси, и секогаш кога зборуваме за избори, секогаш се наоѓаме на таа тенка граница меѓу она што е лага, што е црна пропаганда, што се дезинформации и што се она што го пласираат одредени политички структури од едната страна, и како тоа всушност медиумите го пренесуваат до пошироката јавност од другата страна. И сега тука имаме секогаш во зависност од изборните циклуси, за што се работи, како се работи, секогаш имаме проблем да разобличиме или да разграничиме докаде се фактите, а од каде почнуваат веќе шпекулации, дезинформации, и како на некој начин почнуваат и веќе предизборно, па и за време на изборните кампањи да се креираат и теории на заговор, Имаме се што сме виделе и мислам дека имавме прилика и да видиме сега за предвремените парламентарни избори. Од тие причини, токму за овие предвремени парламентарни избори, како организација, започнавме една кампања во борба против лажните вести, дезинформациите, говорат на омраза. Иако нам пред се фокусот ни беше како и на кој начин се користат социјалните медиуми пред се, независно дали е тоа Facebook или Twitter, и како самите медиуми пред се оние електронските медиуми, не зборуваме, па и мислам дека имавме примери со традиционалните медиуми, ги користат социјалните мрежи како извор на информации. И она вообичаено оправдување дека без да се провери некоја друга или трета страна да се потврди информацијата, дека тие не сносат никаква одговорност, морална, етичка или било каква, токму тие причини, затоа што тоа е преземен статус на некој политичар или учесник во изборите или на некоја јавна личност и така натаму. Што покажа всушност, ќе се задржам на оној аспект на лажни вести, дезинформации и говорат на омраза. Откако почнавме од старт, секој наш извештај на дневна основа ни беше нотирани 60 случаи, над 60 случаи на говор на омраза. Нотирани над 100 случаи на говор. Збориме за еден ден, збориме за 8 часа работни што ги имаме ние како организација.
на социјалните мрежи поврзани во изборен контекст. И тоа е многу, а од една страна, од друга страна е многу малку. Зошто? Затоа што кога пласирате некои вести на социјалните мрежи или на социјалните медиуми, она што и вие го рековте, не се знае кој треба да ја сноси одговорноста. И сега Facebook, Twitter си имаат своја политика на казнување, на банирање и така натаму, меѓутоа не секогаш можете да дојдете до институционално решение против таквите појави. И што правите? Вие мора да најдете некој механизам или некоја методологија, начин како да ги спречите истите тие Facebook профили, значи зборуваме за профили, затоа што не секогаш се работи за вистински личности и ликови од реалноста кои што стојат позади нив, како да ги спречите да го прават тоа, како да ги спречите да шират лажни вести, како да шират од некоја вест да направат дезинформација, односно да ја изобличат на некој начин, или пак постојано да бидат, како некој да ги платил или ангажирал, постојано да шират говор на омраза од едната, од другата, од третата, четвртата страна. Независно дали се работи за кандидати, дали се работи за јавни личности, па пред се и граѓански активисти, затоа што кога сте коректор на некој начин и имате таа улога, овие кои што се долго време, тоа може да го потврдат во граѓанскиот сектор, секогаш сте први на тапет ако нешто не чини во ова. Ако ги поправаш, зошто ги поправаш? Не чиниш, ваков си, онаков си, таков си, и од тој говор на омраза почнуваат да се шират разноразни информации за вашата работа. Па кои сте вие да кажете, дали некој е одговорен или треба да сноси одговорност, дали треба да даде отчет пред граѓаните и така натаму и така натаму. Дали тоа е моето мислење? Да, тоа е моето мислење. Што всушност се случи? Која всушност беше нашава методологија? Ние решивме да ги објавиме со име и презиме или со без разлика кои и како и да им се викаат профилите и да кажеме овие луѓе се постојано шират говор на омраза на тие и на тие социјални мрежи, дали е Facebook, Twitter. Овие медиуми постојано ги пренесуваат тие профили како релевантни извори за информации. Што се случи? Почнаа профилите да се гасат од едната страна, а од друга страна почнавме ние да бидеме таргет или мета на не само на говор на омраза, туку и на постојани напади. Телефонски јавувања, преку мејлови и така натаму, значи имаше се и се што до дури вандализам, значи не ја нападна канцеларијава на некој начин, не ја шкртаа вратава, не оставија лопата, која има едно многу убаво символично значење дека ќе не закопаат, ќе видите кога ние ќе дојдеме на власт и така натаму. Меѓутоа јас мислам дека ние постигнавме огромен успех на таквиот начин на разобличување на лажните вести, дезинформациите и говорот на омраза, затоа и ден денеска тоа го правиме како организација, затоа што сите од најголем број случаи од оние што јавно ги изложивме и ги укажавме кои се и што прават всушност и колку тоа штетно влијае не само на поизборниот процес во тој период, меѓутоа во начинот на комуникација меѓу нас како и градење на некоја политичка култура на нас како граѓани и граѓанки, почна или да се повлекуваат, да ги банираат, или пак ако отворат повторно некој друг исти сличен лажен профил, по начинот на кој тие се изразуваат или биќе тоа веќе се шаблони на ширење на лажни вести, дезинформација, говор на омраза, повторно да ги пријавиме, повторно да ги изложиме, и тоа е, мислам, процес кој што постои и трае во континуитет и ќе трае се додека постојат социјални мрежи, се додека ние ги користиме како извор на информации, се дотогаш ние ќе се бориме против ваквиот вид на појави во општеството. Што е проблем? Да, ние имаме совет на етика на медиумите и тие се обидуваат на новинарите и тие се обидуваат да бидат коректори на некој начин, меѓутоа не секогаш успеваат, бидејќи некогаш и тие мора да балансираат и да се однесуваат како институција. Одговорот на институциите тука кога станува збор за ваквите појави го нема. Значи, треба нешто да биде навистина извикано за да може да реагира Министерството за внатрешни работи или некоја било која друга институција, па и самиот совет за етика на новинарите. Така да мислам дека
од една страна професионализмот, етиката и она што значи да се биде медиум во во едно време во кое што технологијата од секунда во секунда напредува многу и протокот на информација е огромен, а од друга страна борбата против лажните вести, говорат на омраза и дезинформациите ќе трае и тоа ќе трае човештвото, ако мене јас се прашувам, и дека ние како граѓани, граѓански активисти или активни учесници во креирањето на политиките во општеството, мислам дека ќе биде борба, колку што еве јас сум помлада од вас, од сите вас, мислам овде на масава што се, а мислам дека тоа ќе биде некоја битка што ќе ја војувам цел живот, нели? Благодарам, добро вечер на сите. Јас сум Иван Бојаджиски, новинар со 60 годишен стаж во новинарството. Пред 7 години издадов оваа книга "Новинарски искуства" и во неја има многу одговори на прашања кои што се релевантни за оваа дебата. Основното прашање кое е на темата која е сега, за која сите ние треба да дебатираме е дали ние можеме во нашата држава да го дефинираме медиумскиот амбиент. Има ли некој кој може сега да го направи и да каже дека ние имаме поволен медиумски амбиент кој почива на професионалноста, сериозноста, аргументираноста, или имаме амбиент новинарски во кој што шпекулацијата е врвниот критериум да бидеш читан, да бидеш гледан, да бидеш актуелен во јавната сфера. Ова го наметнува и прашањето дали медиумите ја знаат тежината на својата одговорност. Едно општество може да го направат благородно, може да го направат напредно, само точни информации кои навремено ќе им се дадат на граѓаните. Го прават ли медиумите тоа? Јас велам дека не. Во најголем дел случаи не, затоа што ние имаме и добри медиуми кои што се уште држат до својата професионалност, до својата посветеност на граѓанино од Скопје па до тамо некое беровско село да му кажат вистината таква каква што е. Но ние тоа го имаме, морам да со жалост да констатирам многу малку, и ако некои мои помлади колеги вика тоа ти жал за ти си сега стар, па ти жал за младите времења, жал ми е за младите времења. Не, тоа мора да помине, но жал ми е од професионален аспект за тие времења. Не ми е жал за тоа што сум 77 години, баш напротив, горд сум на тоа што сум на овие години и сакам сите да ги доживеат, но ми е жал за она новинарство, оној систем на информирање кој го имавме, кој што сите го вика дека е заробен еднопартиски, а ја ви тврдам дека беше 100 пати подемократски, поодговорен и повеќе во корист на заедницата на граѓаните на државата во која живеевме нормално и Македонија тука во неја. Има една, и во мислам започна така, има еден дански филозоф Киркегор, го знаете ви веројатно, и он има една многу убава мисла која не е ич поволна за нашата професија. Млад во Данска ќе воведува смртна казна, млад новинар го прашува филозофот, најпознат филозоф, еден од најпознатите во Европа, дали што мисли тој за воведување на смртната казна. И Киркегор му вели вака: енергично сум против воведување на смртната казна, ама ако треба да се стрела новинар, прв ќе застанам на чело на стрелачкиот вод. И мислам човекот кажал некоја за тоа време е вистина, која не знам, малку е морбидна, но мислам дека она што се нарекува новинар кај нас, нешто заслужува една таква мисла. Не да се стрела нормално, тоа го ја кажам онака само колку да фигуративно да се знае кај сме, што сме со нашата професија. И со не е тоа професија само за себе, не е да отидеш да земеш плата, да прехраниш фамилија. Тоа е професија која е исклучително значена во секоја општествена заедница, и во локална, и во државна заедница, затоа што од начинот, од веродостојноста на информацијата, која ние денес ќе ја видиме преку нашите телевизии, преку нашите вестници, преку нашите радија или на интернет порталите, ќе зависи тоа како луѓето ќе се определуваат према некои своји битни теми од кои што утре им зависат нивните животи. Но ние, у принцип, ја тврдам дека 90% од информациите кои што се пружат во нашите, кои
циркулираат преку нашите медиуми не се етични, не се засновени на никаква етика. Етичноста е испадена од оваа држава, испадена од оваа професија. Етичноста ја нема никаде. Ја можам да после еден месец да се останеме, да ги следам медиумите и да запишам конкретно каде, што, како, зашто го зборувам ово што сега го зборувам. Затоа што вие имате, еве вака, сега се имате една групација на портали, и групација на телевизии, и групација на радија. Еден портал ќе каже една вест која нема во насловот, вие ќе видите ова е некоја бомба. Во текстот ќе видите дека нема ништо. Ама таа вест ја преземат другите братски портали, ја преземат братски телевизии и денес главите ни ги напунат со ѓубре. Ние немаме на база на шо да донесеме разумни одлуки кои што ќе значат нешто за напредокот на оваа наша заедница. Овде во Штип, јас правам еден портал Исток Прес. Мојот портал се обидувам да биде сериозен, ми забележува дајбе некои такви информации, не знам шпекулативни тоа. Да биде почитан, не ќе да биде почитан, ќе го читат оние кои што знаат што е точна вест, добра вест. И имам еден вестник Штипски глас кој го издавам еднаш месечно. И овде беше со тројца големи новинарски имања имам направено интервју. Двајцата се од Вашингтон Пост, и едниот беше од Мајниче вестник, уредник во Мајниче вестник од Јапонија, кој што има 3 милиони примероци дневно. И кој што неговиот уредник, кој беше мој гостин, вели, ние не сме задоволни од нашиот тираж, бидејќи има еден друг вестник, Асахи Шимбун, кој што оде у 8 милиони примероци. И ќе го споменам само разговорот со уредникот кој што е добитник на Пулицеровата награда, највисока награда у светот за новинарство. И го прашувам него, да сте сега млад човек, што би направиле вие во медиумската сфера? Или вака, јас би направил портал. Меѓутоа, ќе соберам искусни новинари на група околу тој портал и ќе соберам 2 пати повеќе млади новинари кои што морат да учат од искусните новинари. Зашто? Затоа што младите новинари, ако ги пуштите сами, да ја совладуваат професијата од она што го гледат, слушаат секој ден на улица, тие нема да бидат на служба на Америка, пред секој што они таму велат. Ги спомнам порталите затоа што мислам дека кај нас во порталите не се знае ништо. Не се знае. Нема никаков ред. Не се они ниту законски ставени во некоја законска рамка. Они се слободни, пуштени да кој како сака да работат. И не знам која е нивната одговорност, таму може да ти кажат дека си ова вечер вашиот сопруг, вие сте било дека, а да не се одговара буквално за ништо, тога мислам нема никаде. Битните информации кои што ќе значат развој на општеството, кои ќе не облагородат сите како луѓе, кои ќе не натерат утре да бидеме подобри од колку денес, ги нема на нашите медиуми. Ги нема затоа што велат тоа ниту се слуша, ниту се гледа, ниту се чита. Битни се тие информации кој дека со кого, каде и како бил. Дали, она преска што го реков, дали ја знаат тежината и силината на својата позиција? Вели ќе кажам еден, не можам да му сетам ето еден исто така голема медиумска фаца од светот, вика дајте ми телевизија и за 6 месеци ќе направам братот да си го убие. Тој е моќта на медиумот. Тој медиумот што може да ти направи пакост или може да ти направи стварно еден позитивен амбиент во општеството. И на крај, да не должам многу, преска го спомнавте СЕМ, Совет за етика во медиумите на Македонија. Ја мислам да тоа е една од најдобрите работи што ни се случи. Завчера, мислам, има они дебата на темата СЕМ и односот на граѓаните во однос на тужбите против медиумите
над 77 граѓани се пожалиле, добиле некоја сатисфакција преку ова, им се извинели медиумите и избегнале да додат на суд. Тоа што говори дека ова ми дава некоја назнака дека во нашите медиуми, благодарејќи на вакви институции, благодарејќи на ова цел сега што го прави, полека ќе се освестуваме дека не можеме на пазарот на информации да излегуваме само што она ќе се чита. И оно што луѓето сакале тоа да го четат. Не, оно што му е потребно на ова општество и на граѓаните во оваа наша земја. И и уште на работа, јас сум цел живот и активен во новинарската организација и не знам, Зоран веројатно знае многу повеќе, колку пати ги менеме законите во новинарската фела. И многу пати сум дискутирал на таа тема и реков дека од многу закони можеме да го угушеме слободното, ама одговорно новинарство. И сум спомнувал со тоа, моите колеги знаат дека као пример сум давал, во Пашичева Србија, законот за медиумите бил само со една реченица. Штампа е у Србија слободна. Бидејќи само весници имал, тоа што немало радио и телевизија. И крај, кој сака, кој е повреден, нека оде на суд, нека се нека поднесе кривична пријава, прекршочна, не знам и така натаму. И дури и нашата професија, која е многу ограничена у некои законски рамки, и покрај тоа, ние се уште не можеме да се најдеме, мислам, во ова време, во современото време, да си го најдеме својот пат и да го знае, и да го дефинирано оно, но да го одработиме оно што ние како нас предизвик за доброто на заедницата, на државата, на сите нас. Ево тоа. Уште една добра работа што се направи минатата година е регистарот на електронски медиуми, каде што се направи некоја дистинкција околу тоа што е вистински електронски медиум и портали, а кои се оние кои што нели имаат само една агенда или една цел на функционирање, а не збориме само за сензационализам, туку и баш нели она улога на промотори на лажни вести и дезинформации. И тоа им беше доброто и се надевам дека барем таквиот начин на правење на дистинкција ќе укаже на јавноста од каде доаѓа протокот на фактите, на вистинските информации, од каде доаѓа нели сето она што е негативно во медиумската сфера. И во врска со слободата, мислам дека Ангела Меркел го ја цитира, слободата не значи да правиш се што сакаш или да кажеш што сакаш, туку тоа подразбира и да преземеш одговорност, па така и со медиумите, меѓутоа и со се што го правиме во животот. Лажните вести се криминал по дефиниција, самите по себе. Ако некој упадне во некој маркет сега, додека е затворено, и полицијата ќе трага, ќе го бара криминалецот, како вела сторителот на делото, а кај нас никој не трага, не ги брка авторите на лажните вести. А тоа не се прави во нашава држава и во нашето македонско општество. Мислам од една причина, ќе бидам груб, бидејќи најголемиот изворите на лажните вести, најголемото врело на лажни вести, кај нас се политичките партии. Спомна Билјана за Меркел, ни треба уште многу степеници да изодиме нагоре, да стасаме до некој општествено ниво, каде што терминот одговорност, како што рекла Меркел за слободата и за новинарството, нели демократијата е одговорност пред се, така и со новинарството и со лажните вести. Значи, кога ги спомнав дека најголем промотор на лажните вести се политичките партии, нека ми простат, но сега ќе извлечам од тука една констатација дека тие партии се промотори на вредностите во државата, во општеството. Ако тие, кога доаѓаат на власт или се едно нека остануваат во опозиција, во било која позиција,
се главниот извор на лажни вести, како може да очекуваме ние нашата генерална, севкупна обштествена свест и одговорност да биде на повисоко ниво, кога тие што ја водат државата, што ги креираат обштествените процеси, што треба да направат таа културолошка надградба, се главните автори на лажните вести. Значи, ние долго години, а интернетов си го прави своето, значи мултипродуцира вести. Јас не гледам изглед додека не се култивизираат, додека не се демократизираат политичките партии, ние ќе немаме слобода ни во медиумите, ќе немаме слобода ни во општеството, ќе нема слобода самите партии со самите себе, бидејќи ќе бидат робови на самите себе. Се плашам дека ќе повторам многу работи што вие веќе ги кажавте. Значи, барам некој агол за да кажам околу уште слободата на изразување, слободата на медиуми и така натаму. Кога велам за политичките партии, нашите медиуми се, нека ми простат овде колегите што работат по медиуми, па и уредници, главни уредници, моето чувство е уште понагласено, може би не толку во последниве неколку години, дека и нашите медиуми се практично под окупација. Кога велам окупација, за некои ги оставам тоа во наводници, а некои во вистинска смисла на зборот, мислам дека се под окупација од центрите на моќ кои се лоцирани пак во политичките партии или во бизнисот. Кога зборувам за медиуми, во последно време, нели, мислиме и на порталите кои се стануваат се повлијателни медиуми, дури многу од нив порелевантни, поавтентични, дури од некои телевизии со национален карактер. Но таа зависност на македонското новинарство од политиката, од политичките партии или од бизнис центрите, од моќта, значи, тој тип на окупација не дава слобода на македонското новинарство и тука нас ни треба една обштествена едукација воопшто на сите. Како и кај сите професии, во таа хиерархија во редакциите, постои собственик на медиумот, постои главен уредник, постои пред тоа може би директор на програма, има главен уредник, уредник, репортери, новинари и така натаму. Еден цел ланец на хиерархија, еден цел ланец на одговорности и еден цел ланец на етичности во професијата. Ако ја знаете сите приказната за, или ние повозрастните ја знаеме, сме учеле од читанките во школа за дедото и репката. Како што дедото се фатил да извлече репката, па не можел сам. Не можел самиот, бидејќи пораснала многу голема. Па бабата се фатила за дедото, внуката за бабата, кучето за внуката, мачето за и глувчето на крај, ја извлекле репката. Така и во редакциите. Кај нас, овие генерации, ова генерацијско новинарство продуцира еден редакцијски молк. Нема дебата во редакциите, нема интеракција, нема размена на мислења од врвот до репортерот, тој што ги следи на станите, и од репортерот до тој што ги носи одлуките за тоа што ќе оди на програма. И јас тврдам дека додека во македонските редакции, по примерот на политичките партии, ако сакате, еве ќе карикирам малку, не се создаде тој тип на професионална демократија, на професионален диалог од горе до доле и од горе до доле, не може да имаме ние професионално новинарство, значи не може да имаме автентично новинарство, не може да имаме автентични информации, не може да правиме автентични прилози, туку ќе имаме еден куп примеси на лажни вести. Бидејќи новинарот што треба да направи веста ќе климне со глава ако главниот уредник му рече, нели, мислам дека ова се коси со нашата уредувачка политика која диктира газдата, а не самата редакција, односно настаните што тие ги следат и ги анализираат. Од тие причини мислам како со примерот на приказната за дедото и репката и во редакциите мора да смогнат сили и младите новинари, и повозрастните новинари, и најмладите репортери, и највозрастните уредници, и директори на програми, вклучително и собствениците, репортерот да му каже не на уредникот некогаш, уредникот да му каже не на главниот уредник, главниот уредник да му каже не на програмскиот директор да му каже не на
главниот менаџер на собственикот. Ако тоа не почне да се случува, ние ќе немаме и натаму професионалност во македонското новинарство. И кога зборуваме сега за одговорноста, многу мина од вас ја спомнаа, еве и примерот со дека до суд треба да се дојдат некои нешта. Ние и нашиот устав исто така вели дека цензурата е забранета, но може подобро да има цензура да нема лажни вести. Нели, малку се шегувам. Не може општеството и тој правниот поредок да биде имун на лагите што преку медиумите се шират во јавноста. Например, вие не можете сатисфакција да си најдете, да тужите некого што ве наклеветил, ќе поминат 3, 4, 5 години дека добиете сатисфакција. А новинарите во медиумите, уредниците, уредувачката политика е одговорна пред консументите, пред гледачите, пред воопшто пред јавноста. Колку и закони да донесеме, злоупотреби ќе има, поготово во оваа ера на интернет, затоа јас сум голем застапник за саморегулацијата во медиумите, затоа што и натаму тврдам дека ова не е материјална професија новинарството, тоа е професија висока етичка, како што е медицината и така натаму, и секаде имаш, како велат она, во стадото црни овци. Значи, во секоја професија, за жал, во новинарството, за разлика и за среќа од медицината, добро е можеби што е во ние имаме доминантно, веројатно, црнило на сметка на новинарското белило. Општеството, како и секаде во светот, мора да смогне сили брзо да ги решава работите, за да го исчисти новинарството од пропагаторите, од произведувачите на лажни вести, од тие што клеветат, што шират омраза. На секоја пријава, ако вие возите побрзо отколку што треба, ќе ве запре сообраќајци, ќе ве казни, не знам, во зависност од брзината на возењето. Така, на секоја приватна пријава, ако некој се почувствува навреден, повреден, наклеветен, мора општеството, односно судскиот систем, брзо да реагира, да добие сатисфакција човекот, но малку и да ги дисциплинира недисциплинираните новинари, односно изворите на лажни вести. Во таа смисла, значи, јас сум голем противник за законска регулација на говорот, на медиумите, на слободата на изразување, но сум голем поборник за саморегулација, бидејќи сакам да го потенцирам тоа, новинарството е високоетичка професија и не може секој да се занимава со новинарство. Во однос на Советот на етика во медиумите, која реков дека тие мора да балансираат, а вие спомнавте за тоа дека имало над 70 граѓански пријави, независно дали се работи за граѓански пријави или пријави од новинари кои што се жалат од некој портал, медиум, традиционален и каков и да е, работата е што ако се остави само на извинување, без да имаме некоја институционална одговорност, дали кривично да се гонат и како и да е, тогаш тоа се злоупотребува. Тогаш самите медиуми, посебно овие електронски медиуми, се научени дека за се нешто може да се извинат и да го злоупотреба тоа. Значи, окей, ќе поминам со едно извинување. Мислам, треба да се внимава и од тој аспект. И треба да се најде некој механизам кој што нема да остане само на извинување после некоја жалба или слично. Само момент. Инспиративно е кога господин Тиванов, како доаен барт на македонското новинарство, има сублиматно искуство и на дефинирање на проблемите. Кај нас, повторно да не се враќаме на одговорност, имаме недефинирање на поимите. Значи, дефинирање на поимот новинар. Што треба да направи? Господин Бојаджиски има 60 години искуство е новинар. Јувенализмо е добра работа, поддржување на младите. Меѓутоа, не знам во историјата на светот, јувенализмот сам по себе, без искуство, е само енергија. И тој доведува до ломење, кршење на големи вредности во општеството. Можам сега да ви кажам колку сакате од француската револуција, револуцијата во Македонија, некогашна Југославија, промените 90-те години. Еден пластичен пример, нели? На истражувањата кој од парламентите е најдемократски и кој со најголем влијание,
изгледа дека првиот парламент имал најголем демократски капацитет, а представници на граѓаните беа луѓе кои пораснаа, се едуцираа и живееја во еден друг систем. Па како сега после 30 години во демократија, повеќе партиство, достапност на слобода на медиумите и така натаму, нашите денешни млади, средно млади, веќе годините си ги носат своето, нели 30 години после ова држава оваква форма, одеднаш стануваат представници на граѓаните, имаат недоволен капацитет демократски, да не кажам, осен партиска припадност, немаат толку голема доза на одговорност према целото општество, бидејќи хоризонтот на нивната одговорност најчесто е до лидерот на партијата. Апсолутно се согласувам со Ивано што вели дека дизајнирањето на политичкиот систем е дизајнирање на слободи и ништо повеќе, ама ни помалку. Не може да има политички партии кои делуваат како акционерско друштво. Клиентелизмот, сите овде сте образовани луѓе сте. Пред 5 години нешто повеќе излезе една прекрасна книга на Бранко Царатан, деканот на правно-политички науки во Загреб. Вели, болест на нашиве држави е клиентелизмот. Од тој што лепи плакати, па тој што е пратеник. Па на крајевите и шефот на партијата. А посебно кога капацитетот, демократскиот капацитет на челниците, лидерите на политичките партии е ставен во знак прашалник, бидејќи сега имаш една информација за одреден случај, например, на корупција во опозицијата, и опозицијата не го пренесува. Не го пренесува кај граѓаните со решение дека тоа значи трошење на заедничките пари, туку го спинува до опозиција да тоа е гротеска. Заев дава пари за магарињата. И тоа што вели господин Бојаджиев, оди на 10 портали, на не знам, на леви или десни медиуми, и одеднаш лагата ја победува вистината. Излева дека од буџетот на Република Македонија се дадени средства за едукација на луѓе кои треба да чуваат магарија. Далеку е од вистина, далеку е од суштината на пренесување, па дури и од опозицијска борба. Значи, ако тренуваме од тамо дека личната омраза, анимозитет станува правило, што останало за нас? Еве, ја да не кажам уште, да не сте зборувам повеќе, што вели Иванов, во градацијата на еден медиум, од собственик, уредници, така натаму. Не толку оддалеку и сега го има, не толку дамнешно време, излегува главниот одговорен да ги вели, порталот тој вели. Значи, пренесува во дневник, порталот вели. Тоа е, почитувани се, тоа е недозволиво никаде во сериозните медиуми. Прво треба да видиме, тоа е медиум, не е огласна табла, пропагандна, значи тоа не може така, имаш авторски права. Еве, можем овде, за теоријум, овде изорно и господина Бојаджиевски нека кажат кога се препишале текст. Па тоа се коси со она внатрешно во тебе. Новинарството е љубов, новинарството нема факултет за новинарство. Може да се научат технички работи, распоред на прибирање, некакви законитости, меѓутоа тоа пред се е талент и определба. Затоа тоа не вели, значи кога излезе главниот уредник и вели порталот вели така и вака. И тоа веќе оди по 10, тоа станува вистина. А за одговорноста, она каскадна одговорност што и законот ја препишува, да не зборуваме, нели? Не, за односно на политиката и новинарството, само Зојки преска што го кажа, мене не ме воопште возбудува тоа дека нашите политичари ќе го лажат својот народ. Не се само тие политичари кои го лажат својот народ. Најдете ви некоја политика која утре ќе ви рече 10 години крв, пот и солзи, па после ќе не биде, па да видиме овој народ дали ќе му даде глас. Проблемот е ке нас, дали не можеме да препознаеме лагата? И дали можеме као таква да им кажеме на граѓаните не, овие ве лажат, за тоа имат право, а за ова ве лажат. И сега вие излезете на избори и мислите му. Тоа е, само сега да кажам, ништо друго. Пред се, во контекст на ова тема, би сакал да споменам дека се што ние некогаш сме подразбирале под поимот медиуми и се што некогаш сме подразбирале под поимот новинари, новинарки и новинари, новинарска професија, веќе неколку години, подолг период временски, всушност не постои. Тоа е минато. Технологијата ги прегази сите до вчерашни, се вели, до скорешни поимања, односно разбирање на
основите за тоа што подразбираат медиумите, информирањето, јавност и така натаму. Ние живееме во едно доба на цунами од технолошки иновации, кои не се само во хардверот, туку се и во софтверот, и нешто што комплетно го промени начинот на живење. Вие замислете, само помислите како изгледаше вашиот живот пред 20 години. Некои од овде може да се сетат за тоа како изгледаше животот пред 20 години, пред мобилните телефони да се развијат на овој начин. Веќе постоеја, но беа далеко од тоа што ние го подразбираме. Имено, да. Во таа смисла и во научно-фантастичните филмови. Во таа смисла ние мора да разговараме за еден сосема поинаков тип на медиуми кои за разлика од она што овие бардови на новинарството овде го подразбираат под етика, под кодекс и така натаму, стандарди новинарски и сето тоа веќе не постои. Тоа е многу тешко и воопшто некогаш да се надеваме да се врати. Затоа едноставно мораме да ја прифатиме за некого и болната вистина дека некогаш одвоените бизнис економски аспекти на тоа што подразбираат медиумите се од она што подразбира секојдневна новинарска работа. Знаете, јас како новинар во минатото не смеев да помислам да одам да барам реклама за свој прилог или за свој текст или за мојот вестник. Тоа беше непоимливо. Не смееше да се случи такво нешто. Главниот уредник немаше шанси да побара реклама од некоја компанија за да може да му помогне на вестникот во кој и јас работев да обстане. Немаше шанси такво нешто. Тоа се знаеше кој го прави. Тоа го прави директор, менаџер, комерцијалиста, маркетинг агент и така натаму. Значи, ова е само една мала илустрација за тоа како изгледаат медиумите сега. Сега тоа буквално нема врска. Се е измешано, се е поврзано. И самата содржина во медиумска содржина која ќе видите, и не морате тоа само македонски медиуми да гледате. На интернет погледнете и било кој друг интернет портал, многу сериозни интернет портали. Ќе видите линкови на обични зборчиња. Кликнете на линкот и излегува реклама. Знаете, имате една сосема поинаков карактер на медиумите во денешно време. Тоа истото се однесува и на телевизиите, се однесува и на весниците кои се полека во одумирање, за голема жал. И се разбира, се однесува и на радиото, кое се помалку е радио, а се повеќе некој конгломерат од различни технолошки платформи и така натаму. Сега, како во овој лавиринт кој самиот го создадов од повеќе различни елементи за да се опише карактерот на новите медиуми, на новото доба на тоа што ние доживуваме, ама се уште не можеме да го одгатнеме што значат медиумите, да најдете вие одговорност, професионалност и етика. Јас ќе ви кажам многу тешко, од лично искуство, и би сакал да се останам само на една точка која ја насетив низ говорите на учесниците на ова и учесничката на ова панел дискусија, тоа е лажниот баланс. Знаете, ние во денешно време, во нашето општество, во секојдневната јавна комуникација во која учествуваат медиумите на различни начини и во креирањето на јавното мислење, имаме многу самопрогласени елити или помали елитни групи во новинарството и во медиумите кои себе си се нарекуваат дека се професионални, дека се неутрални, дека се објективни. Знаете што? Објективноста тие ја дефинираат како обезбедување простор за двете страни. И така вие имате ситуација во која ќе го донесат
пред камери еден политичар или пак човек од граѓанското општество или бизнис или некој новинар може да биде или уредник и така натаму, на едната страна и од другата страна ќе стават еден криминалец. Класичен криминалец, за кој знаеме, па дури има и потврдени дела и така натаму, и ги ставаат пред камера и ги ставаат да се на дебата. И они тоа го викаат објективност. Тоа го викаат неутралност. Или пак одат ќе испратат уредниците, ќе испратат камери на пресконференција на некој за кого имате колку сакате индиции, па дури и предмети во обвинителство, и ја снимаат неговата изјава, а за потоа да отидат на другата страна, било која да е таа, и од таму да земат изјава. И едно по друго ќе ги објават. И велат, ние сме неутрални, професионални, одговорни медиуми, кои секогаш ги представуваат двете страни. Ви се молам. Тоа нема врска со баланс, тоа нема врска со професионалност, ниту со објективност. Тоа се вика лажен баланс или лажна објективност. Еден наш колега, кој Сабајлево го слушавте, еден наш колега тоа го нарекува, го опишува со реченицата 5 минути за евреите, но 5 минути мора и за Хитлер. Тоа е избегнување на одговорноста, што секој новинар или новинарка или уредник и уредничка ги имаат. Зошто? Заради тоа што вие кога ќе појдете на пресконференцијата на едниот, што тоа што ќе го каже треба да го проверите. И кога ќе појдете на пресконференцијата на тој другиот, и тоа што тој ќе го каже во своја одбрана или напад било што, и тоа треба да го проверите. И потоа да се вратите назад кај своите читателки и читатели, гледачки и гледачи, кај својата публика и кажете: драга публико, овој политичар утринава на пресконференцијата во толку и толку часот кажа дека 3 точки, тоа што го кажа. Драга публико, тој лаже, поради тоа што според зборовите на тој експерт, според зборовите на тој експерт и според искуството и според нашиот прилог таму и таму, тој лаже. Тој ве лаже, драга публико. Додека другата страна го кажа тоа и тоа, го проверивме и тоа, и тој може би не излажа воопшто, меѓутоа избегнува одговорноста заради тоа и тоа. Заради тоа што не ја развил таа институција, заради тоа што не го донел тој експерт на помош и така натаму. Тоа е почитуване објективност. Тоа е професионалност, тоа е етичко известување. Ако вие се претворите во сталак за микрофон и одите од едно до друго место како пинг-понг топче, тоа не можам јас да го наречам како новинарство, ниту пак можам уредувањето на таквите вести да го наречам професионално уредување. Може би самиот никогаш не сум бил, Бог знае каков новинар, иако имам скромно искуство и во Велика Британија и во Холандија, како новинар. Јас, може би како уредник сум уште полош, меѓутоа многу добро знам што е добро. И многу добро знам дека тоа што сега го раскажав чини пари. Чини проклето многу пари. Заради тоа што вие, за да можете да му обезбедите на еден новинар такви услови, не е само да му дадете автомобил, не е само да му дадете дури ни добра плата. Треба да му обезбедите и адвокати утре за тоа што може да го тужи некој, да го лизне и да го тужи, и него и вас. Треба да му обезбедите добри услови за надградба. Треба да му обезбедите на тој новинар добри услови да учи понатам, да си обезбеди кариерата на што е можно подолг рок. Тоа чини многу пари. Тоа исто така го нема. Ниту има подготвеност за такво нешто од политичките елити, ниту од бизнис елитите. Зошто? Заради тоа што вие имате класични експлоататори од времето на Чарлз Дикенс во нашата земја, кои би се капиталисти од најдолен вид,
На нив не им одговараат новинарки и новинари кои знаат да откријат дека некој некого брутално и сурово експлоатира. Не им одговара ни на бизнисот, а да ви кажам искрено, не им одговара ни на голем број невладини фолиранти, што ги нарече Кирил Ѓајковски во Баба Зумбула песната. Не им одговара, заради тоа што, извинете, ама огромен дел од нашите колешки и колеги во невладиниот сектор се во income generating, или како се нарекува тоа, организации за генерирање профит, односно приход. На никого не му одговара таков новинар кој знае да отиде од точката А до точката Б и сите пуздер да ги направи денес. И утре дента да почне со нова сторија која истото ќе го направи со некоја друга инстанција или пак појава или пак фигура или група криминална, политичка, ваква или онака. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.